Она на што се фокусираш, тоа и стануваш. Се фокусираш на здравје и посакуваш на сите здравје, ти си здрав. Има луѓе што никогаш немале настинки. Никогаш не се разболеле. Татко ми има 81 година, сега бевме на Јакупица од Бистрица, од манастирот, тргнавме 30 км пешачиш. Кој може на 81 година да пешачи? Кај мене во фирма има момче, има 20 до 30 години, тој се фаќа за вратило и прави салто мортале. Се е во состојбата на умот, благодарение на него има многу работи научено. Значи се е во состојбата на умот. 7,5 часа пешачевме нагоре, негде по Карпи се качува. 81 години. Тоа значи дека секој од вас го може тоа. Но никош не се труе со ништо. Значи, единствено размислува за позитивни работи. Тоа треба сите ние да го правиме. Ова е Купица. Сега ќе го поминеме овој дел и ќе излеземе овде. А потоа по цртот ќе излеземе горе. Се уморивме или не? Не, има умите за Одиме, а? Ај. Оваа вода доаѓа од врвот на Јакупица. Наполнивме вода за пиење и продолжуваме нагоре. Овде има еден интересен јаз. Водата тече одоздола, а овде е букова шума која треба да ја поминеме. Точно овде се наоѓа патеката. Еве го татко ми. Само ние двајца сме. Имаше 6 души пријавени, ама другите големи мажишта се откажаа. Ево местото каде што тргнавме пред 20 на минути. Поминавме низ оваа шума, каде што има 3 реки. Еве го врвот на Јакупица. Сега одиме таму. По оваа патека и после ќе одиме по цртот. Јас се наоѓам на една карпа стрмна каде што доле има клисура. Во далечината се гледа манастирот. Еве го манастирот. А над него е селото. Бистрица. Интересен е случајот со оваа река овде. Ова се бегови вирови. Овде тече река и избира извор. Од овој извор, во време на турско, водата сакале изворот да го земат од селото Нижилово. Се пожалиле бистричани на турците. И турците рекле, ќе дојдеме овде со тапани и ќе има по еден турчин и по еден представник од селата, еден од Нижилово во Бистрица, еден од Бистрица во Нижилово. Каде ќе се слуша посилно тапанот, тој ќе ја земе водата. Но бидејќи Нижилово се наоѓа од другата страна на ридот, тапанот се слушал многу јасно во Бистрица, а во Нижилово не се слушал. И затоа водата е земена и ден денес бегови вирови течат на страната на Бистрица. Тоа е најубавата вода овде во овој регион. Ние продолжуваме да пешачиме. Еве го татко ми со мене.
Само двајца сме. Секаде има реки, еве. Од Бандера. Повторно, значи од Бандера ја викаат, од Бандера течат водиве. Еве ги водиве. И сега проаѓаме тука покрај водата. Не води една патека, каде што не можеш нити лево, нити десно. Само по таа патека може да се оди. Еве водата кај оди и се е стрмно. Карпи и лево и десно. Ако се скршне од патеката, нема да може да се излезе ниту нагоре, нити надоле. Точно одиме сега према Бегови вирови. Одовде не се гледа селото, но затоа се гледа Богомило. Еве во далечината Богомило. Еве Бистрица. Ова се Бегови вирови. Од таа страна е Бистрица. Еве ги Бегови вирови, а од оваа страна е Нижилово. Од кај Солунска глава. Од кај Солунска глава. Еве Солунска глава. А на жило не се гледа. Еве Солунска глава. На жило е дупка. Ако сакаш да ти кажам. Ова е, значи, Јакупица. Веќе сме до самиот врв. Овде е изворот на Бегови вирови, точно на сртот, измеѓу селата Нижилово и Бистрица. Затоа постои една приказна. Сега татко ми ќе каже за приказната. За време турско се скарале Бистрица и Нежилово. Кога поште на суд, судот им рекол да одредат комисија. Таа комисија да бидат двајца бистричани. Еден да биде овдека, а едниот да биде во Нежилово. Исто така и двајца нежиловци, едниот да биде во Бистрица, а другиот да биде овдека. Со тапан чукале, ако се слуша во Бистрица, а да не се слуша во Нежилово, водата ќе биде во Бистрица навратена, како што ја гледате, ископана со шанец. Бидејќи не се слушало во Нежилово, водата ја навратиле во Бистрица, ископале шанец, еве се гледа и ден денеска. Кажем. Еве каде е ископан шанецот. И тука тече водата. Сега ќе појдеме до изворот. Изворот е точно на самиот срт. Значи се наоѓаме на сртот на Јакупица. И како оди нава. И таа оди во Бистрица. Сега ќе одиме до изворот. Еве го изворот Бегови вирови. Одове водата оди по самиот срт. Таму е Бистрица, а од другата страна се наоѓа Нижилово. Еве го Нижилово. Над Нижилово се наоѓа Папрадиште. Еве црквата во Папрадиште. А овде долу се надзира Нижилово. Таму горе е Солунска глава. Навака
раздава колку е далеко. Се наоѓаме точно под Јакупица. Од задната страна на Јакупица. Ова е највисокиот врв на Јакупица. Значи, тоа е втора по височина, по големина планина во Централна Македонија, што е наша планина. Не ја делиме со ниједна држава. После Даутица, каде што е Солунска глава, Јакупица е втората планина, најголема. Многу интересна е реката, изворот, бегови вирови, бидејќи тече под самиот срт. Ова се убавините на Македонија. Еве, одмараме малку. И ни остана уште ова за искачување. Сега е 2,5 часот на пладне. Потоа по сртот имаме уште 15 на километри да се вратиме назад. Вкупно имаме пешачење околу 30 километри. Пределот е многу стрмен, нарочито овде. Ова кога ќе го скачиме, веќе ќе биде многу полесно. Ама Дојдеме на највисокиот врв на Јакупица. Ова го викаат Бандера, 2112 метри. Од овде се гледа скоро цела Македонија. Од десната страна е Солунска глава. Се наоѓам на самиот врв на планината Јакупица, 2112 метра. Веќе е пладне околу 3,5 часот и сега е осветлена од најјужната страна планината. Ова е езерото. А таму во далечината е Велес. Целата планина е со боровинки и печурки. Сега ќе одиме по самиот срт. Од овде одиме по сртот. Ќе излеземе на овој срт и ќе се симнеме доле во манастирот. Имаме уште 15 на километри за пешачење. Се надевам дека нема да не стемне. Еве го татко ми каде одмара. Ќе ручаме на врвот на планината. Еве го врвот. Се ова го препешачевме. Сега ќе влеземе во шумата. Почнеме да се симнуваме на кај манастирот.